Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. И денеска повторно ќе се потрудам да ви помогнам да совладате наставна содржина. Денеска ќе работиме со учениците од 7 оделение и ќе се потрудиме да совладаме наставна содржина, за 7 оделение, односно тоа е наставната содржина појава на исламот. Бидејќи исламот е една од најголемите религии во светот, па добро е да видиме како исламот се појавува и кои се најважните работи поврзани со исламот. Инако, може би веќе знаете, може би не, исламот се појавува на Арабискиот полуостров, а знаете дека Арабискиот полуостров е најголемиот полуостров на светот. Меѓутоа, со Арабискиот полуостров е најважно е тоа што практично на Арабискиот полуостров немало кој знае какви природни услови за живот, бидејќи голем дел од полуостровот е покриен со пустина. Сепак и покрај тоа постојат одредени делови на полуостровот кои што даваат поволни услови за живот и даваат одредени работи кои што придонесуваат човекот подобро да опстане на овие предели. Меѓутоа, имајќи во предвид дека на полуостровот поголемиот дел од територијата е пустина, треба да се напомене дека во тој најстар период кога полуостровот бил населен, луѓето во глобала или во целина се занимавале со сточарство, бидејќи на полуостровот постоеле предели со ниско растечка трева кои што придонеле на овие тука места да се развие сточарството. Па така ќе се појават луѓе, односно племе, кое што ќе се занимава со сточарство, а најстаро племе кое што ја населувало оваа територија биле бедуините. И веќе кажав дека бедуините, имајќи во предвид каква е географската положба на полуостровот, се занимавале со сточарство и пред се тоа било, не крупен, туку ситен добиток, односно тоа биле кози и овци и нормално од покрупен добиток тука била камилата, бидејќи добро знаеме дека се работи за животно кое што може да издржи во пустина. Па така тие се старото племе кое што го населувало Арабискиот полуостров, значи ќе повторам, бедуините. Сега, освен сточарство, на Арабискиот полуостров се развило и земјоделие и трговија. Иако, како што кажавме, полуостровот ќе биде покриен со пустина во најголем дел, сепак во овие тука предели, тоа се мисли на крајбрежните предели на Арабискиот полуостров, постоеле поволни услови за земјоделие. Тука биле садени винова лоза, маслинки, жито и така натаму, што значи дека еден дел од Арабискиот полуостров бил погоден за развој на земјоделието. Исто така започнува и периодот на развивање на трговија. Односно, овој тука предел бил предел од каде што поминувал трговски караван кој што ја поврзува Европа со Индија. Тука производи од Европа оделе за Индија и обратно од Индија за Европа, па така се појавиле тука трговци кои што ја прекупуваат робата и од овие тука предели ќе се издвојат два поважни града, тоа биле градовите кои што ви се обележале, градовите Мека и Медина.
Па така ќе се појават богати трговци, ќе се појават лихвари, што значи дека за кратко време на Арабискиот полуостров ќе започне таа класна разлика на богати и на сиромашни. Се надевам дека стекнавте визуелен впечаток како изгледал Арабискиот полуостров, кој е најстаро племе, со што се занимавале и кои се најголемите градови на Арабискиот полуостров. Сега треба да видиме во што верувале арабјаните, нели во овој најстар временски период. Тие најпрво верувале во повеќе богови и верувале дека нели добрите дела се дела на добрите богови, додека лошите работи се дела на лошите джинови, кои што нели прават лоши работи во овој тука предел. Сега на Арабискиот полуостров ќе се појави еден црн камен метеор во местноста Каба, кој што луѓето нели ќе го заградат, ќе му направат светилиште и за кратко време ќе почнат нели да веруваат. Па така ова место наречено Каба, каде што имало црн голем метеор, за кратко време луѓето ќе почнат да го посетуваат и да стане најважно светилиште на Арабискиот полуостров. Така, Каба се наоѓа нели во Мека и Мека многу набрзо ќе стане главен религиозен центар, а колкав религиозен центар ќе стане ќе видиме ние многу набрзо. Сега во овој временски период, односно во 7 век или поточно во 6 и 10 година, во градот Мека ќе се појави еден човек по име Мухамед. Мухамед ќе почне да проповеда дека на светот постои еден Бог наречен Аллах, а дека тој е негов пророк, кој што во негово име нели дошол да проповеда на земјата. Зошто Мухамед го избрал градот Мека? Бидејќи веќе ви кажав, тука започнува поделбата на класи, односно на богати и сиромашни. Па со самото тоа, тука се создале поволни услови за појава на едно ново учење, за една нова религија, па така во таа 610 година во градот Меха Мухамед го основа исламот. И веќе кажавме дека според него постои еден Бог наречен Аллах и дека тој е негов проповедник на земјата. Така тој ги учел луѓето дека треба да бидат покорни на верата, покорни на Бог. Од тука доаѓа и името на религијата, ислам, односно муслим, односно муслиман, што значи покорен. Меѓутоа, веќе ви кажав дека тука постоела поделба на класи, на богати и на сиромашни, па така богатите сметале дека Мухамед ги загрозува, односно го загрозува со учењето, нивниот капитал, дека можеби на тој начин ќе се создаде учење кое што ќе ги загрози богатите луѓе, затоа Мухамед ќе биде протеран од градот Мека, па заедно со неговите приврзаници тој ќе се упати во Медина. Ова ќе се случува во 622 година, односно оваа година муслиманите ја нарекуваат хиџра, односно сметаат дека во овој временски период започнува да се смета времето. Така, според муслиманското сметање на времето, односно светот или времето започнува со пребегнувањето на Мухамед од Мека во Медина.
Па така, ако сметаме, нели, денеска би било 1398 година, меѓутоа денеска речиси во цел свет е прифатен Грегоријанскиот календар, па така, значи, луѓето вообичаено денеска се раководат според него. Инаку, Мухамед, нели, бил голем дипломат, филозоф, голем говорник, реформатор, кој што ќе успее да стекне голем број на приврзаници. Веќе кажавме дека, нели, според исламот постои еден Бог и дека Мухамед е негов пророк на земјата, меѓутоа она што е важно и што треба да се знае дека исламот има 5 столба врз кои се темели. Сето тоа е запишано во нивната света книга, Коранот, кој што, нели, е напишан на арапски јазик. Сега, треба да се напомене дека кај муслиманите постои строг пост, наречен Рамазан или рамазански пости, кои што, значи, завршуваат со празникот Рамазан. Муслиманските пости се разликуваат од другите пости по тоа што, да кажам, може да се јаде таа вообичаена храна, меѓутоа не смее да се конзумира храна од, нели, изгреј сонце па се до зајди сонце. Исто забрането е консумирање и на вода. Друг столб е милостината, значи мора да се даде дел од приходите за добротворни цели и за ширење на верата. Што се однесува до молитвата, муслиманите треба да се молат 5 пати на ден, и тоа взори, на пладне, попладне, на зајди сонце и во вечерните часови. Тоа мора, нели, да биде на арапски, и тие мора, нели, да бидат свртени кон градот Мека. Според муслиманските учења, муслиманот мора барем еднаш во животот да го посети градот Мека. Ако тоа не може да го направи, тогаш, нели, треба да испрати некој представник од своето семејство. Сега, за кратко време, државата ќе се извинувам, за кратко време религијата ќе се прошири, бидејќи Мухамед ќе успее да стекне голем број на приврзаници во градот Медина и поради тоа повторно ќе се врати назад во Мека и веќе ќе стане најважната личност. Она што е важно, дека оваа религија не само религиски, туку и политички ќе го обедини арапскиот народ, па така ќе биде создадена и арапската држава. Мухамед ќе почине во 632 година, меѓутоа неговите наследници, наречени калифи, ќе почнат да управуваат со територијата. За кратко време, нели кажав, ќе бидат обединети сите арабјани или арапи во една држава, но тоа не е се. За кратко време државата ќе се прошири на 3 континенти. Сега, треба уште да се знае дека во историјата, нели, на арапската држава, арабјаните ќе се прошират на територијата не само на арапскиот полуостров, на територијата на Северна Африка и на територијата на Пиренејскиот полуостров, односно ќе се прошират на 3 континенти. Државата ќе биде држава на 3 континенти. Во историјата на арапската држава ќе раководат 2 династии, едната ќе биде династија Омеиди, другата ќе биде династија Абасиди. Сега, таму некаде околу 14 век државата ќе се распадне под навалата на турците селџуци. Претходно, нели, ќе биде
државата и поделена на неколку делови, на неколку калифати, па тој Багдадски калифат ќе биде освоен од страна на турците селџуци и државата ќе се распадне. Освен политички, освен верски, голема, да кажам, големо значење арабијаните ќе имаат и во областа на културата, односно ќе развијат литературни дела, ќе развијат астрономијата, медицината, физиката и така натаму. И важно е да се напомене дека тие ќе ги усовршат бројките. Овие бројки, кои што ние денеска ги знаеме како арапски бројки, се всушност индиски бројки кои арабијаните ги пренесуваат во Европа, затоа се нарекуваат арапски бројки. Меѓутоа, ќе ги усовршат со додавањето на нула, па така нели може да се дојде до бесконечност, и тоа е најважната работа која што тие ќе направат од областа на културата. Од областа на литературата ќе се напишат неколку дела, од кои нели најзначајно и најважно дело е приказните кои што се застапени во делото 1001 ног, а нели тука се познатите приказни за Аладин и волшебната ламба, Али Баба и 40 разбойници и така натаму. Од областа на архитектурата ќе се градат претежно, објекти кои што наликуваат на тој источен тип, нели, на архитектура, муслимански, односно ќе се градат голем број на џамии, амами, односно нели бањи, ќе се градат безистени, односно затворени пазари и така натаму. Од областа на уметноста нема развиено некоја посебна уметност, освен нели релиефи. Зошто? Бидејќи според исламот забрането е да се цртаат човечки ликови. Од прилика тоа е тоа, тие се најважните работи кои што треба да ги споменеме, а се поврзани со исламот. Накратко, нели само ќе се подсетиме дека исламот се развива на Арабискиот полуостров, дека најважно племе, односно најстаро племе кое што ќе го насели Арабискиот полуостров се бедуините, дека нели бедуините се занимавале со сточарство, но ќе се развие и земјоделието, архитектурата, земјоделието, занајчиството и трговијата, дека ќе се појави исламот, нели, во градот Мека, дека негов основач ќе биде Мухамед и дека ќе пребегне тој во Медина заради таа класна нееднаквост и отприлика тоа е тоа. Се надевам дека беше јасно ова што го зборувавме, се надевам дека нели ви помогна да совладате дел од наставната содржина. Од прилика тоа е тоа, ќе се видиме со наредно видео и наредна лекција.